Растот на економијата за 2020 година го проектиравме на ниво 3,8%, а најголемото учество во овој раст очекуваме да има домашната потрошувачка. Проекциите за растот ги базираме врз реални параметри. Во тековната година, во првото полугодие бележиме раст на бруто домашниот производ од 3,6%, што е резултат на позитивното стварување кај сите дејности, имајќи во предвид дека во вториот квартал од ова година се случија и претседателските избори. Во третиот и четвртиот квартал очекуваме димензионирана поголема раст на економијата и севкупниот раст на бруто домашниот производ. Градежната дејност забележа раст од 4,7% на реална основа за првата половина од 2019 година, а најмногу се должи на извршените градежни работи во делот на нискоградбата, односно изградбата на патиштата, гасификацијата, железниците и така натаму. Услужниот сектор забележува реален раст од 3%, главно како резултат на зголеманата активност на транспортот и трговската дејност, а растот во индустријскиот сектор изнесува околу 2%, но во август беше 9,8% растот на индустријското производство, некаде во септември беше 6,1%. Силниот придонес на приватната потрошувачка врз економскиот раст продолжи во првото полугодие од 2019 година, поттикнат од растот на платите. За 5,7% е повисока нето просечната исплатена плата во 2019 година, заклучно со август, поредено со 2018. Ако овие параметри ги гледаме низ проекциите за 2020, можеме слободно да кажеме. И во 2020 ќе продолжи да расте потрошувачката. Растот на приватната потрошувачка е проектиран на 3,3%. Тоа очекуваме да се реализира како резултат пред се на зголемувањето на расположливиот доход на домакинствата поради растот на платите, растот на вработеноста во економијата, намалувањето на невработеноста, како и големата социјална заштита на ранливите категории. Растот на нето плата во 2020 година е проектиран на 6,3%, а ќе биде дополнително предизвикан од покачувањето на минималната плата, која ќе порасне за 2000 денари од декември годинава. Но и од поддршката во вид на субвенции, која обезбедивме и е веќе проектирана во буџетот за приватните компании кои ќе ја покачат платата на своите вработени од 600 до 6000 денари. Овие две мерки се значајна поддршка која сме должни да им ја дадеме на нашите граѓани за да им обезбедиме услови за еден попристоен живот и живеачка. За 2019 година почетната проекција за невработеноста беше 20,1%, но мерките кои ги презеде владата резултираа во уште пониска стапка на невработеност која изнесува во моментот 17,5% веќе во вториот квартал од 2019 година. Во 2020 година очекуваме уште побрзо да опаѓа стапката на невработеност и да се симне на нов историски минимум, можеби ако бидеме успешни понисок од 16%. И уште позначајно очекуваме и процентот на вработеност да се придвижи нагоре до 48,2%. Тоа ни го најавува и процентот на вработеност во вториот квартал за оваа година и тој веќе изнесува за вториот квартал, значи за завршетокот на првото полугодие од оваа година, тој веќе изнесува 47,1%. Бруто инвестициите во 2020 година е предвидено се зголемат за 8%. Позитивниот придонес врз растот на инвестициите се очекува да имаат планираните инвестиции на јавниот сектор, како и континуираната поддршка на инвестицијската активност на домашните и странските предпријатија. Стапката на инфлација во 2020 година се очекува да остане ниска во износ од 1,7%. Ова значи дека пред нас останува периодот со стабилни цени. Ги зајакнуваме столбовите на општеството во кој повторно фокусот на граѓаните е на нашата земја. Вложуваме во секторите кои обезбедуваат услуги на граѓаните. Во здравството е предвидено покачување на платите на целокупниот медицински персонал, почнувајќи од февруарската плата. Да напоменам за покачувањето на капитациите за матичните лекари, матичните стоматолози, специјалистите од сите области од приватната пракса и така натаму. Продолжуваме и со раст на 25% на платите на специјалистите, 15% кај лекарите од општа пракса и 10% ќе пораснат платите на медицинските сестри. Специјалистите во терцијалното здравство ќе остварат вкупен приход од 100.000 денари
со февруарската плата. Тоа се специјалистите професори на клиничкиот центар во терцијалното здравство, специјалистите на терцијалното здравство во клиничкиот центар, а специјалистите во општите болници и на пониски ниво ќе стигнат до просечни приходи некаде околу 90.000 денари. Солидарноста на докторите со медицинските сестри ја поздравувам и симнувам капа заради тоа што е тимско нивното работење. Ова следи по покачувањето секако на платите од 10% од јануари оваа година, 2019 за лекарите, изголемувањето на 5% за медицинскиот персонал, со 8% на медицинските сестри во клиничкиот центар, кој што беше реализирано почетокот на оваа 2019 година. И третото зголемување на платите, секако за администрацијата која што дојде од оваа влада после првото зголемување на платите во септември 2018 година за 5%. Знаете дека и се вкупната администрација, вклучително и на администрацијата во здравството, беше зголемена за 5%. Во буџетот за 2020 година издвоивме 1,5 милиарди денари за капитални инвестиции во здравството, за изградба и реконструкција на болници и за нова современа медицинска опрема. Во 2020 година планирано е да отпочне проектот за изградба на новиот клинички центар во Скопје и предвидени се првите пари веќе во овој буџет. И продолжуваме со реализација на регионалната клиничка болница во Штип, втората фаза на болницата во Кичево, завршува почетокот на годината или првиот квартал болницата во Струмица, Тетово почнува да се опремува, која што е завршена болницата, и продолжуваме понатаму со реконструкциите на сите болници како што е Струга, Битола и така натаму. Во образованието покажуваме дека трудот и работата на наставниците се ценети и затоа обезбедивме доволно средства за ново зголемување на платите во образованието за 10%, почнувајќи од 1 јануари 2020 година. Ова ќе биде трето зголемување поред на платите во образованието за оваа влада, која што има чест и мандат од 2 години и 5 месеци. Првото беше во 2018 за 5%, а второто оваа година исто така за 5% со септемвриските плати исплатени во октомври. Или вкупно покачување, заедно со овие 10% кои што почнуваат од 1 јануари, е околу 21% на платите на учителите, наставниците, професорите, односно просветните работници или вработените во основното, средното и високото образование. На тоа само ќе надокнадиме се вкупното покачување помеѓу 25 и 40% на просветни работници и научни работници во научните институти. Одвоивме 1,5 милиарда денари за капитални инвестиции во образованието, за реконструкција и изграда на училишни згради и спортски училишни сали, на студентски домови и за опремување и реконструкција на универзитетите. Почитувани граѓани, буџетот за 2020 година предвидува подобрување на стандардот и на возрастните лица, на нашите пензионери. За 2020 година со буџетот планирано покачување на пензиите, дополнително на редовна индексација од трошоците на живот. Владата се одлучи за вакво дополнително покачување на пензиите, имајќи ги во предвид економските параметри минатите 2 години, посебно порастот на просечната плата за 2297 денари и на минималната плата која што стигна до еден ново ниво од 5500 денари. 9000 беше почетокот на 2017 година, сега со новото законско решение 14500 денари. Пензионерите заслужуваат, тие одработија за ова наше заедничко општество и затоа нивниот животен стандард треба да го следи подобрениот животен стандард на вработените. Повеќе за пензиите ќе ви каже министерката за труд и социјална политика Мила Царевска на посебна пресконференција, која што ќе одржи денеска. Само ќе споменеме дека пензиите се покачуваат од 700 до 730 денари, имајќи ги во предвид сите индикатори, конечно тоа ќе биде утврдено на утврдувањето на просекот на крајот на годината, на вкупен број на пензионери, согласно проектираните буџетски средства, имајќи во предвид дека согласно индексациите очекуваме пораст од дополнителен од 120 до 180 денари, така да покачувањето на пензиите за 2020 година очекуваме севкупно да биде помеѓу 850 и 900 денари за пензионерите. Секако, уште еднаш само напоменувам, тоа е поради растот на минималната плата, поради растот на просечните плати. Ако просечните плати се поголеми за 2297 денари, 700 денари и нешто плюс, од тоа е дополнително нешто кое што пензионерите го заслужуваат за да го следат трендот на пензиите. Овде само ќе
ќе надополнам, минималната пензија за жал во државата е уште 8.940 денари. Или просечната пензија некаде околу 14.000 денари. Вложуваме во луѓето, вложуваме во нашиот народ и затоа во буџетот 2020 имаме издвоено 7,3 милиарди денари субвенции во земјоделието и 1,1 милиарда денари за регионалниот рамномерен развој, рурален развој. Во 2020 година буџетот на Министерството за одбрана ќе изнесува 10 милиарди денари или 1,39% од бруто домашниот производ. Оваа година е 1,19% од бруто домашниот производ или за 0,2% расте согласно проекциите кои што ги имаме согласно НАТО агендата. Министерството за одбрана има важна и одговорна задача која успешно треба да финишира во 2020 година. Ова министерство е предводник на реформските активности на Република Северна Македонија во постигнување на стратегиската цел на државата, членство во НАТО. Планираниот износ на средства ќе придонесе кон реформите во одбранбениот сектор, согласно НАТО стандардите, модернизација и опремување на нашата армија, професионална подготовка на припадниците на армијата и долгорочен развој на одбраната. Ќе продолжиме со политиките и мерките за борба против аерозагадувањето и за таа намена во буџетот за наредната година се определени 100 милиони денари, но тоа, знаете сите, се само дел од скупните средства, затоа што еден сериозен дел е вклучен во буџетите на одделните министерства, што имаат програми за оваа намена. Дополнително вложуваме 10 милиони евра од буџетот на електростопанство ЕСМ или бивши ЕЛЕМ за набавка на еколошките инвертори за 10.000 домакинства. Во 2020 година проектиравме реални капитални расходи на ниво од нешто повеќе од 23 милиарди денари. Инвестициите се наменети за интензивирање на инфраструктурни проекти, односно за вложување во патна и железничка инфраструктура, енергетска и комунална инфраструктура, како и капитални инвестиции за подобрување на условите во здравствениот, образовниот, социјалниот систем, земјоделството, културата, спортот, заштита на животната средина и правосудството. Ке напоменам дека во оваа сума не е вклучен буџетот на јавното претпријатие за државни патишта, кој се формира независно и со кој ќе продолжи изградбата на автопатните и експресните решенија во земјата, односно автопатите, експресните патишта и регионалните патишта. На тоа само надополнувам 70 милиони евра дополнително за локални патишта. 5 милиарди денари се планирани за вложување во енергетска и комунална инфраструктура и управување со отпад. Интензивно ќе продолжат активностите за проширување на изграда на првата фаза од националниот гасоводен систем на делницата Штип, Неготино, Кавадарци, Битола и на делницата Скопје, Тетово, Гостивар, кои се финансираат и со средства од заем од Deutsche Bank и Erste Group банката. Продолжуваме со проектната документација и се надеваме ќе стартуваме со проширување на гасоводот Гостивар, Кичево. Проектирано е дека до крајот на идната година ќе завршат работите на примарната гасоводна инфраструктура и ќе започнат работата на мрежата со која го носите гасот до граѓаните и компаниите. Овде ќе имаме директни инвестиции на државата, на општините, јавни приватни партнерства и концесии за проширување на секундарната и терцијарната мрежа во гасоводните системи. Ке продолжиме со интензивна динамика на изградба на водоводите и канализационите системи во општините, финансирани од сопствени извори, но и од средства од кредитната линија од Европската инвестициона банка и од KfW банката. Истовремено, преку проектот за подобрување на општински услуги, финансиран од Светската банка, ќе им се возможи на општините и јавните комунални претпријатија да финансираат инвестициони зафати согласно своите приоритети во областа на водоснабдување и одведување на отпадни води, управување со црст отпад и други инвестиции во општинските услуги. На тоа само надодаваме, ако овие денови помина законот за промена на Законот за јавни приватни партнерства и концесии, ќе бидеме подготвени да го подпишеме анексот со ТАФ, каде што ќе се алоцираат 35 милиони евра, кои што беа проектирани за аеродром во Штип, токму преку 90% тие пари во нови водоводи, канализации, дел ќе бидат во градинки, во училишта, спортски сали и така натаму. Од поддршката на овие проекти ќе се генерираат приходи, односно ќе се остварат заштеди од висок приоритет
за општините. Преку ИПА средствата ќе се подржи рехабилитација и надградба на колекторскиот систем во Скопје, рехабилитација и надградба на канализационата мрежа и изградба на пречистителна станица Кичево, Битола и Тетово, како и воспоставување на регионален систем за управување со отпад и затварање на депониите во источниот и североисточниот регион. Ова последното е особено важно за подобрување на квалитетот на животот на нашите граѓани преку подобрување на животната средина. Источниот и североисточниот регион имаат грант од близу 37 милиони евра од Европската Унија, а отвараме јавни приватни партнерства и концесии за останатите 5 региони во државата, освен Скопскиот регион, со новиот целосен проект кој што го спроведува Министерството за животна средина. 2020 година очекуваме почеток на изградба на овие регионални депонии. Модернизирањето на постојаната железничка инфраструктура ќе продолжи со реконструкција на железничката пруга на коридорот 10, како и реализација на првата и втората фаза од проектот за изградба и рехабилитација на источниот дел од железничката пруга коридор 8, делницата Куманово, Белјаковце, Крива Паланка. Во текот на 2020 година со заем од Светска банка ќе отпочнат активностите за реализација на проектот за локални патишта кој што го спомнав, со што ќе се подобри патната инфраструктура на општините во Република Северна Македонија. Очекувам дека во декември ќе постигнеме договор со Светска банка за вкупна вредност од 70 милиони евра. Определивме 1,5 милиарда денари за рурален развој, за изградба на хидросистеми, инвестиции за подобрување на конкурентноста и модернизацијата на земјоделските стопанства. Овие инициативи ќе се надополнат со заем од Светската банка за да го отпочнеме проектот за реформи во земјоделскиот сектор во делот на изградба на откупно-дистрибутивни центри широм државата. Јас ќе завршам тука, бидејќи знам дека и Министерката за финансии има уште што да каже за буџетот 2020 година, посветен на грижата на нашето најголемо богатство, нашите граѓани и целиот човечки капитал, кој што го носиме со себе како наша заедничка обврска во севкупниот раст и развој на земјата наша. Благодарам. Благодарам, премиере. Сега ќе ви се обрати Министерката за финансии Нина Ангеловска. Повелете, министерка. Благодарам. Почитуван председател на владата господин Зоран Заев, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, пред вас денес представуваме, како што каже и премиерот, еден реален буџет кој што ги лоцира приоритетите и ги алоцира парите на граѓаните онаму каде што ќе дадат најдобар ефект и најдобри резултати. Буџетот за 2020 година има проектирана приходна страна од 222 милиарди и 300 милиони денари или 3,6 милиарди евра, што представува раст од 5,6% споредено со оваа година. Проекцијата на даночните приходи е базирана на благо релаксирање на даночната политика со истовременна корекција кај одделни даночни стапки, со која се очекува да се постигне повеќе кратен ефект. Прво, преку обезбедување на поголем даночен опфат и второ, фери олеснати административни процедури. Со ова ќе се намали даночната евазија и ќе се поддржи приватниот сектор со цел секако да се стимулира економски раст. Кај расходната страна на буџетот планираме раст од 5% во споредба со оваа година, со што вкупните расходи изнесуваат 239 милиарди и 700 милиони денари, или 3,9 милиарди евра. Како процент од бруто домашниот производ, расходната страна изнесува 32,4%, додека приходната страна изнесува 30%. Буџетскиот дефицит за 2020 година е предвиден на ниво од 2,3% од бруто домашниот производ, што е пониско од нивото во 2019 година, односно оваа година, кога истиот изнесува 2,5% согласно и фискалната стратегија. Исполнувањето на таргетите во фискалната стратегија е важен показател во насока на фискална консолидација и буџетска дисциплина, што обезбедува фискален простор за поддршка на домашната економија и граѓаните преку инфраструктурните проекти и секако преку низа други мерки. Заради ревидирањето на бруто домашниот производ, согласно фискалната стратегија, кој што беше предвидена 4,2%, сега во апсолутен износ дефицитот се намалува во износ од 160 милиони денари. И истиот изнесува 17 милиарди и 385 милиони денари. Умереното намалување на дефицитот влијае директно на среднорочното стабилизирање на државниот и секако јавниот долг. Како што слушнавте од премиерот, овогодинешниот буџет е наменет за инвестиции во човечкиот капитал. Би сакала малку да подобјаснам што подразбираме под тоа. Како земја сме исправени пред најголемиот предизвик,
Како да ги задржиме нашите граѓани во земјата? Како да им понудиме подобри услови и да ги направиме посрекни и помотивирани на нивните работни места? Иако не сме единствената земја во оваа ситуација и која се соочува со ваквиот предизвик се соочуваат и земјите од регионот, сепак, според измерениот индекс на човечки капитал кој го мери Светската банка, со индекс од 0,53, свесни сме дека заостануваме зад нашите соседи. Индексот од 0,53 значи дека секој млад човек кој се раѓа, живее и се едуцира во нашата земја, има услови за да испорача 53% од својот потенцијал, односно од целосниот потенцијал што го има еден млад човек кој се развива во здрава средина, во квалитетно образование и добри и секако квалитетни услови за живот. За мене како млад човек кој што се градал во оваа земја, кој што придонесувал и работел во оваа земја, поразително е тоа што наместо да се подобрувале, се уназадувале основите на човечкиот капитал, односно здравството, образованието и социјалната политика. Во оваа насока, буџетот за 2020 година, во рамки на фискалните параметри, кои веќе ги напоменав, го насочивме кон луѓето и кон подобрување на условите во кои што луѓето ќе можат да исполнат повеќе од својот потенцијал. Според функционалната поделба на буџетот, можам да кажам дека оваа година во функциите здравство, образование и социјална заштита инвестираме вкупно 154 милиарди денари. Тоа е зголемување за повеќе од 10 милиарди денари во споредба со ребалансот, односно официјалниот буџет сега од 2019 година, а доколку споредиме со вкупните расходи, тоа е 64% од буџетот издвоени за овие три основни столбови. Преку фокусот на овие функции на буџетот, кои меѓусебно се надополнуваат и го засилуваат ефектот, директно придонесуваме кон посилен економски раст и развој. За работната сила да може да биде продуктивна, секако дека и се потребни и физичкиот капитал како инфраструктура и секако опремата. Здрава едуцирана работна сила може да заработи повеќе и да инвестира повеќе и во физичкиот капитал на едно општество. Доколку не го зајакнеме човечкиот капитал како земја, нема да имаме работна сила подготвена за работните места на еднината, нема да бидеме конкурентни со светската економија и нема да можеме да го одржиме и да го забрзаме економскиот раст. Во оваа смисла, ни е повеќе од јасно дека ни е потребна и национална стратегија за вложување во човечкиот капитал, за која веќе се разговара во владата и разговараме со Министерката за труд и социјална политика. Подобро јавно здравство е нешто што го засега секој еден од нас во сите фази од животот. Токму затоа оваа година издвојуваме повеќе средства за здравствена заштита. Поради ова, за 9% го зголемуваме буџетот за здравствена заштита и годинава тој изнесува 33,7 милиарди денари. Средствата за здравствена заштита, како што посочи и премиерот, се наменети за финансирање на здравствените услуги и преземените мерки во оваа област, како зголемување на капитацијата, достапност на лековите во текот на целиот месец, зголемување на надоместоците за специјалистите, како и за зголемување на платите на медицинскиот и целокупниот медицински кадар. Човечкиот капитал во болниците, лекарите и здравствените работници мора да биде мотивиран за да работи и да не размислуваат за заменување во странство. Нам не треба високостручниот кадар во секоја област и не треба да го задржиме во оваа земја. Премиерот веќе ги напомена планираните зголемување на платите и докторите во насока и секако подобрување условите целокупни за работа. Размислуваме постојано за подобрување на условите секако во болниците за изградба на нови, за тоа што беше споменато дека 1,5 милиарди од буџетот се издвоени за овие инвестиции. Предуслов за квалитетните идни генерации е секако квалитетно образование. Неверојатно е колку развојот на децата и градењето на капацитетите на сите нас зависи од индивидуалниот труд, од мотивот и од волјата на наставникот. Наставниците го помагаат обликувањето на учениците од нивните најрани години. Како влада, сме одлучни да им покажуваме дека нивниот труд и работа е ценет, затоа и оваа година обезбедивме дополнителни средства за повисоки плати во образованието, како што беше посочено од страна на премиерот. Исто така, во однос на инвестициите и капиталните проекти во образованието се издвоени 1,5 милиарди денари за реконструкција и изградба на училишни згради, за реновирање на студентски домови, за спортски училишни сали и така натаму. Тука би сакала исто да споменам дека ќе започне и проектот со КФВ банката, кој што е во насока на реновирање на студентските домови, а ќе се продолжи и со реализација на проектот за изградба на физкултурните сали во средните и основните училишта.
За прв пат оваа година сакам да споменам дека се обезбедуваат во буџетот финансиски средства за започнување на програмата за инклузивно образование, односно личен асистент за секое лице со попреченост. 80% од развојот на мозокот на децата се развива до нивната 5-годишна возраст. Тргнувајќи од начелото дека децата имаат право на квалитетно предучилишно згрижување, воспитување и образование, владата на Република Северна Македонија се посвети дека до 2021 година ќе го зголеми опфатот на деца од предучилишна возраст во установите за згрижување и воспитување до 50%. Во 2020 година се одвоени 360 милиони денари за изградба на детски градинки и изголемување на постојните капацитети. Обезбедувањето на соодветно ниво на социјална заштита на најранливите слоеви на населението е од особена важност за постигнување на повисоко ниво на социјална правда. Од тука во буџетот по овој основ одвоени се 10,5 милиарди денари, во чии рамки е опфатена веќе започнатата реформа на системот за социјална заштита преку воведување на гарантиран минимален приход. Со реформата на социјалната заштита од минатата година се изврши редизајнирање на видовите и таргетирањето на социјалната помош со цел подршка на најранливите категории, како и обезбедување социјална сигурност на возрастните лица. И во овој буџет одвојуваме средства за деинституционализација и социјални услуги. Процесот требаше да извади 180 деца до 18 годишна возраст од институциите, а најголем дел од нив веќе се сместени во топли домови. Можам да кажам дека буџетот за 2020 година предвидува подобрување на стандардот и за возрастните лица, кое што веќе беше посочено од страна на премиерот. Уште би кажала за поддршката во приватниот сектор. Приватниот сектор е важен генератор на економски раст и затоа владата останува посветена на креирање на соодветни политики како одговор на клучните предизвици со кои се соочува приватниот сектор. Така, за мерката за субвенционирање на придонесите на платите, за оние компании кои ќе ги покачат платите од 600 до 6000 денари, обезбедени се во буџетот 2,4 милиарди денари. Не само што со оваа мерка се адресира проблемот на привлекување, задржување и мотивирање на квалитетните кадри, со кои се соочува секоја една индустрија, туку истата е дизајнирана на системски и одржлив начин, бидејќи придонесите за покачените плати кои што ќе ги уплаќа државата во име и за сметка на компаниите, во име и за сметка на лицата, ќе се слеваат директно во фондовите. Понатаму 3 милиарди денари се одвоени за зголемување на конкурентноста на приватниот сектор преку мерки за нови инвестициски вложувања, мерки за поддршка на извозот и освојување на нови пазари, поддршка за создавање на нови вработувања, поддршка за малите и средните предпријатија, иновативната дејност, технолошкиот развој и истражување и странски инвестиции во ТИРС зоните. Активните политики за вработување, кои се во износ од 1,3 милиарди денари, се исто така мерка која е во насока на поддршки на бизнисите, бидејќи се овозможува реквалификација до едукација на кадарот за да тој ги пресретне потребите на приватниот сектор. Понатаму, во насока на поддршка на малите и средни компании, би сакала да го споменам изголемувањето на прагот на ДДВ од 1 на 2 милиони денари, кој што ќе започне од 1 јануари. Со ова ќе се намали административниот товар и на обврзниците, но и на даночната администрација, која што ќе има повеќе слободни часови да ги адресира во адресирање на мерки за зајакнување на даночната евазија, односно за намалување на сивата економија. Премиерот веќе ги сподели клучните проекти, уште би споменала дека капиталните инвестиции, како што слушнавте, се планирани на ниво од 23 милиарди денари. Сакаме да прикажеме едно реалистично планирање на страната на капиталните расходи. Проекцијата е во согласност со досегашната реализација и капацитетите, земени се предвид капацитетите на буџетските корисници. Со ова сакаме да покажеме еден поинаков дискурс на планираните капитални инвестиции и во оваа насока Министерството за финансии пред 2 недели излезе, како што знаете, со нова алатка која што е достапна на јавноста и на сите вас тука, за да може да ги следите на месечно ниво реализацијата на капитални инвестиции по буџетски корисник и со тоа не само што ја зајакнуваме фискалната транспарентност, туку овозможуваме и јавноста и вие сите да бидете коректор и да вршите притисок на буџетските корисници за да имаме подобра реализација на капиталните инвестиции, бидејќи тоа е во интерес на секој еден од нас.